34-та недела, средина на август. Сега сме тук. За месец дена ќе стигнеме до рамноденица, почетокот на есента. Како месечината влијае на плимата? Секој месец најголемата плима е во времето кога Земјата, месечината и Сонцето се наоѓаат во линија. Например, кога месечината е млада, тогаш привлечните сили на Сонцето и месечината действуваат во ист правец и здружени ја предизвикуваат најголемата плима во месецот. Најсилната плима во годината обично доаѓа со рамноденицата, затоа што земјината центрифугална сила со гравитацијата на Сонцето создава испупчување на водата во океаните. Има години кога најсилната плима не доаѓа со рамноденицата, туку да речеме кога месечината е полна, во август. Зошто? Поради фактори кои често ги превидуваме, како оддалеченоста на месечината. Месечевата орбита е елиптична. Месечината е некогаш далеку, а некогаш блиску. Колку е поблиску, толку е посилна плимата. Ако во август месечината е полна, кога нас ни е најблиску, полната месечина тогаш ќе ја предизвика најголемата плима во годината, поголема и од плимата за времето на рамноденица. Јупитер од година во година се појавува се подоцна. Јупитер е најголемата планета во сончевиот систем. Има 2 тенки прстени и 16 сателити. Со двоглед можете да ги видите 4 најголеми, Галилеевите месечини. Кога Јупитер се појавува на хоризонтот, 4 месечини се во растечка линија, а потоа полека преминуваат во опаѓачка. Тоа е така затоа што гледаме од Земјата која се врти. Земјата е во иста рамнина со Јупитер и тие сателити. Земјата се врти и нашиот агол на гледање се менува од час во час. Линијата која ја сочинуваат 4 Галилееви сателити тоа одлично го покажува. Земјата патува по орбитата и секоја вечер во истото време гледате дека Јупитер се поместил за 1 степен надесно. За недела дена Јупитер се поместува за ширина на раката на запад. Секоја вечер се гледа балетот на 4 Галилееви месечини. Тие толку брзо се вртат со што секоја вечер ја менуваат положбата. Понекогаш Ганимед исчезнува позади Јупитер. Додека го гледал помрачувањето на Јупитеровите сателити во 17-тиот век, данскиот астроном Оле Ремер ја открил брзината на светлината. Ремер гледал како месечината исчезнува позади Јупитер. Ја посматрал како приоѓа и го означувал времето кога ја снемувало. Неколку месеци подоцна го означил истото случување и тогаш доцнела за 8 минути. Потоа за пар месеци тоа било за 8 минути порано. Ремер прво бил збунет, но на крај му станало јасно. Кога Земјата е подалеку од Јупитер, на светлината и треба 8 минути повеќе и изгледа како месечината Европа да доцни. За неколку месеци подоцна, Земјата е поблиску и сликата на Јупитер и сателитите побрзо стигнува до нас. Ремер открил дека светлината не стигнува моментално, потребно и е време за да дојде до нас. Не пропуштајте со двогледот да ги видите 4 големи сателити кога највеќе ќе се расшират, само Ио остана блиску до планетата. Ио е најблиску до Јупитер и го обиколува за помалку од 2 дена, а на нашата месечина и се потребни 28 денови за да ја заобиколи Земјата.
Ио е најшареното тело во сончевиот систем и единствен освен Земјата каде што се забележани вулкански ерупции. Сулфурот кој го изфрлаат вулканите добива разни бои, додека паѓа на површината и се лади на минус 140 степени Целзиусови. Гасот и прашината од вулканите се шират околу сателитите. Частичките се наелектризираат од сончевите зраци и влијаат на радиобрановите кои Јупитер ги емитира во Вселената. Понекогаш ќе ги видите само трите Јупитерови сателити, затоа што Ио и Европа лево од Јупитер некогаш се кријат еден со друг, тешко е да се разликуваат. Со 16 сателити и прстените, Јупитер личи на минијатурен сончев систем. Неговото влијание се протега многу подалеку, на 800 милиони километри околу Јупитер. На неговата орбита се Тројанците, двете мали групи на астероиди. Тие две групи на астероиди имаат точно одредена положба затоа што гравитационите сили се во рамнотежа. Тројанците прават совршен триаголник со Сонцето и Јупитер, затоа што се вртат околу Сонцето со иста брзина како и Јупитер. Го заобиколуваат Сонцето за 12 години, што е за 12 пати побавно од Земјата. За просечен човеков век, оваа голема сјајна планета го обиколува Сонцето 6 до 7 пати. Сетете се на тоа кога ќе го видите Јупитер на небото.